Православната црква денес го празнува споменот на светиот апостол Јуда, на преподобниот Пајси Велики и на светиот Јован Шангајски, Санфранцискански и Битолски. Светиот апостол Јуда, еден е од 12 мината, син на Јосифа и Саломија, не Саломија Витлеемска, ами друга, а брат на Јакова, братот Господов. Со Саломија, ќерката на Ангеј, синот на Варахин Захариин, Јосиф дрводелецот имал 4 сина: Јаков, Јоси, Симон и Јуда. Овој Јуда понекогаш се нарекувал Јуда Јаковов, по попознатиот од себе брат Јаков. Своето послание свети Јуда го почнува вака: од Јуда, слугата на Исуса Христа, брат на Јакова, иако и он можел да се нарече брат Господов. Тој тоа не го правел од смирение и срам. Оти во почетокот тој не му верувал на Христа Господа, и кога старецот Јосиф пред смртта сакал на Исуса да му даде дел од имотот како и на останатите своји деца, на тоа сите се спротиставиле, па и Јуда. Само Јаков доброволно одделил дел од својот имот и го наменил за Исуса. Јуда уште се нарекува Левиј и Тадеј. Има и уште еден Тадеј од 70 апостоли, кој се прославува на 21 август. Но овој Тадеј или Јуда бил еден од големите апостоли. Го проповедал Евангелието по Јудеја, Самарија, Галилеја, Идумеја, Сирија, Арабија, Месопотамија и Ерменија. Во Едеса, во градот на Авгар, ја дополнил проповедта на оној другиот Тадеј. Кога проповедал во пределите околу Арарат, бил фатен од незнабожците, распнат на крст и со стрели убиен за вечно да царува во Христовото царство. Свети Пајси Велики. Египтјанец е и по раѓање и по јазик. По едно видение во сон, мајка му го ветила на Бога на служба. Како момче, дошол кај преподобниот Памво и овој го примил за ученик и соученик на преподобниот Јован Колов, кој го опишал житието на Пајси. На радост на својот духовен отец, Пајси вложувал труд врз труд и подвиг врз подвиг. Повеќе пати му се јавувал пророкот Еремија, кого тој особено го сакал и почесто го читал. Почесто му се јавували и ангели Божји, а и самиот Господ Христос. Мир на тебе, возлюбен угоднику мој, му рекол Господ Исус Христос. По големата благодат од Бога, Пајси имал особен дар на воздржување од јадење. Често не вкусувал леп и по 15 дена, уште почесто по една седмица, а еднаш по сведоштвото на свети Јован Колов, 70 дена проживеал не вкусувајќи ништо. Имал голема борба со духовите на злобата, кои му се јавувале понекогаш онакви какви што се, а понекогаш и во вид на светли ангели. Но благодатниот слуга Божји не се давал никогаш да се измами и прелаже. Бил прозирливец и чудотворец, познат по целиот Египет. Се преселил во вечноста во 400-та година.
преподобниот Исидор Пелусиот ги пренел неговите мошти во својот манастир и чесно ги погребал. Свети Јован Шангајски, Сан-Францискански и Битолски. Свети Јован Шангајски е роден на 17. јуни 1896 година во Адамовка, Харковска губернија, со крстено име Михаил, по Светиот Архангел. Како дете често одел во блискиот манастир, каде што почиваа чудотворните мошти на свет архиепископ, кој за време на животот бил почитуван заради своето исклучително подвижништво, често останувајќи без сон и одмор, поминувајќи ги ноќите неподвижно во молитва. Свети Јован станал ист таков голем подвижник. Немаше спиено во кревет од моментот кога ги даде монашките завети, па се до упокојувањето 40 години подоцна. Јадеше само еднаш дневно, 1 час пред полноќ. За време на првата и последната седмица од Великиот пост воопшто не земаше храна, а во останатото време од постот се подкрепуваше само со просфора од олтарот. Често одеше бос, дури и во најстудените денови. По Октомвриската револуција, заедно со семејството, најде за солниште во Белград, каде што запиша Богословски факултет. Во 1926-та, една година по дипломирањето, прими монашки подстриг, добивајќи име по неговиот далечен роднина Свети Јован Тоболски. Во ноември истата година е ракоположен за јеромонах. Наскоро почна да работи како професор во православната семинарија Свети Јован Богослов во Битола. Не еднаш тогашниот битолски владика ќе рече: "Сакате ли да видите жив светија? Одете кај отец Јован." Неговите ученици беа првите на кои им беше откриено големото подвижништво на владиката. Но ќе забележаа дека тој станува, ги обиколува спалните и се моли над заспаните ученици. Најпосле се откри дека тој скоро и воопшто не спие, и тоа никогаш во кревет, дозволувајќи си секоја ноќ само час-два неудобен одмор во некоја седечка поза или приклонет на подот во молитва пред иконите. Остана во тој подвиг до крајот на својот живот, поробувајќи си го телото, според зборовите на апостолот. На 38 годишна возраст беше воздигнат во епископски чин на 10. јуни 1934 година од митрополитот Антониј Храповицки, првиот поглавар на Руската задгранична црква. Во своето смирение Свети Јован се до последниот момент беше сигурен дека погрешка го викнале, дека сигурно бараат некој друг јеромонах Јован, зашто тој, имајќи говор на мана, сметаше дека не може да служи. И великиот пророк Мојсеј пелтечеше, му одговорија. Беше назначен за надлежен архиереј на Шангајската епархија во Кина. Таму работеше на возобновување на единството меѓу локалните верници од различни националности, како и на изградба на соборен храм и многубројни други цркви и болници. Ги посетуваше болните и оние кои се в затвор и одеше кај секој тешко болен во кое било време од ноќта и денот, за да се помоли покрај неговата постела. Многумина известуваа за чудотворни исцелувања. Собираше дечиња болни и во неволји од улиците на Шангај и се грижеше за нив во сиропиталиштето што самиот го основа. Го имаше дарот да продзира во иднината, совршувајќи служби за луѓе што се навидум со одлично здравје, а за кои тој знаеше дека им предстои скорешна смрт. Тој се појави крај постелата на верник пред умирање, кој се молеше владиката да дојде, иако болничкиот персонал одби да го викне. Причести со светите Христови тајни и една жена што умираше од беснило, и таа веднаш потоа доби напад, устата ди се запени
и таа ги поврати светите дарови. Знаејќи дека тие не смеат да се фрлаат, Свети Јован веднаш ги зеде и ги голтна, иако беснилото е многу заразно и смртоносно. Тој рече: нема ништо да се случи, ова се свети дарови. И ја кажа вистината. Секогаш носеше облека од наевтин кинески материјал и често одеше бос, понекогаш давајќи си ги сандалите на некој сиромашен. Владиката служеше божествена литургија и се причестуваше со светите тајни секојдневно, се до крајот на својот живот. Свети Јован служеше и на Филипините, кога русите мораа да ја напуштат Кина. Еден русин во разговор со филипинци спомна страв од тајфун, а тие му одговорија дека нема причина за загриженост, бидејќи вашиот свет човек ви го благословува кампот од сите 4 страни на светот секоја ноќ. А ова се однесуваше на владиката, зашто ниту еден тајфун не го погоди островот додека тој беше таму. Подоцна живееше и во Париз. Во една од католичките цркви во Париз, свештеникот вака се обидуваше да ги вдахнови младите. Барате докази? Велите дека денес нема ниту чуда, ниту светители? Зошто да ви давам теоретски докази, кога денес по улиците на Париз чекори еден светител, Свети Јован, босиот. Така го викаа во Франција. Најпосле служеше во Сан Франциско. Неговите последни години беа исполнети со многу страдања, судири и со клевети. Владиката дури мораше да сведочи на суд, но на крајот вистината победи. Ги предскажа времето и местото на својата смрт. И на 2 јули 1966 година, крај чудотворната икона на Богородица, тој се упокои во Господа. Многумина известија дека им се јавил насон или во видение, исполнет со радост и сиот во светлина. Во 1994 година, Црковната комисија на Руската задгранична црква откри дека моштите му се нетлени. Многу верници, молејќи се пред неговите мошти, добиваат исцелување и утеха. Свети Јован Шангајски се слави на 2 јули. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец. To